Добар ден, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска Зелен хуман град има чест да ја презентира својата изборна програма. Зелен хуман град донесува институционална промена за враќање на моќта од политичката и бизнис елита кон граѓаните, и тоа преку одржлив развој, социјална правда, праведна транзиција, енергетска независност, чиста животна средина, урбана мобилност и заштита на животните. Зелен хуман град знае како и може Скопје да го направи паметен, одржлив, чист град во кој се живее хумано и каде што секој има рамноправен пристап до услугите. Скопје е пред важен крстопат. Треба да ја избереме вистинската насока. Со новиот генерален урбанистички план за Скопје кој е во изработка, имаме единствена можност да ги заштитиме граѓаните од урбанистичката мафија, да го зазелениме Скопје, да го исчистиме отпадот, да си ги вратиме јавните простори, да создадеме хумани соседства и да спроведеме одржливи сообраќајни решенија без пречки за луѓето со хендикеп. Си го враќаме Скопје. Го ограничуваме ширењето на градот. Го преиспитуваме сообраќајниот концепт на градот и планираме поинаква структура на уличните профили од примарната сообраќајна мрежа. Го интегрираме урбанистичкото со транспортното планирање. Железничкиот прстон со брзиот јавен превоз функционираат со заеднички станици и во една мрежа. Имаме мрежа од урбано зеленило од паркови, дрвореди, зелени коридори покрај реките. Имаме одржлива урбана мобилност, велосипедската и пешачката инфраструктура се развиени и се безбедни, а јавниот транспорт е брз, пристапен и удобен. Инвестираме во енергетската ефикасност и соларната енергија. Работата на загадувачките индустријски капацитети и нивната работа редовно се контролира од страна на бројни, стручни и добро опремени инспекцијски служби на градот. Има и дежурни служби што се координирани со полицијата и други надлежни инспекторати на национално ниво. Ја решаваме комуналната и другата инфраструктура, водоводот, канализацијата, пречистителната станица, топлификацијата, имаме локации и центри за собирање и селектирање отпад, рециклажни центри за градежен шут, улици, пазари, озелените гробишта, јавни зелени површини, сообраќајна сигнализација и објекти за згрижување бездомни животни. Обезбедени се услови за максимална селекција, рециклажа и компостирање на отпадот. Создадена е циркуларност, наместо да фрламе, создаваме простори за занаечиите, за поправка на апарати и други отфрлени предмети и за креативците за преработка на стариот мебел. Поттикнуваме создавање на социјални предпријатија за компостирање, формирање урбани градини и јавни кујни. Воведени се програми за заживување на занаетите, поттикнати се зелените стартапи, поддржани се малите локални зелени бизниси, поттикнато е социјалното предприемништво со акцент на младите. Напуштените простори се ревитализирани и отворени за млади предприемачи и креативци. Се грижиме за маргинализираните и ранливите групи. Ги вклучуваме младите во донесувањето одлуки за развојот на Скопје, соработуваме со младински организации и изнаоѓаме решенија на проблемите на младите. Постојано работиме на намалување на бројот на бездомни животни, се додека нивното талкање по скопските улици не стане минато. Скопје е пред важен крстопат, да ја избереме вистинската насока. Овој момент и оваа можност нема да се вратат. Затоа да ги искористиме и да го направиме Скопје зелено и хумано место за живење. Ви благодарам. Добар ден, ви благодарам за присуството денес. Драгана Велковска, носителка на независната советничка листа на Зелен хуман град. Тоа што ние го ветуваме со нашата програма, со нашите заложби за предстојниот мандат е враќање на контролата врз градот на Скопјани. До сега 30 години, чекор по чекор, контролата врз градот на Скопјани им беше одземана и ние сакаме едноставно да го прекинеме тој магичен круг
и да овозможиме градот да може да се развива одржливо и да може да се развива праведно. Тоа ќе го сториме преку нашата платформа која веќе активиравме, Мој град, каде што скопјани можат да ги доставуваат своите предлози континуирано и каде што можат да гласаат за оние предлози кои тие ги сметаат дека се најсоодветни, кои тие сметаат дека мора да добијат шанса и да бидат финансирани од нашите заеднички средства. Буџетот на град Скопје е нешто што скопјани воопшто не го познаваат, немаат никаков удел во неговото концепирање. Ова владеачко мнозинство сега, прв пат во историјата на градот, целосно ја исклучи опозицијата од концепирањето на буџетот. Не само што ги исклучи граѓаните, туку ја исклучи и опозицијата. Тоа беше еден лош преседан, кој досега не се случил во историјата на управување со градот Скопје и тоа е нешто што ние мораме да го прекинеме. Не смееме да дозволиме нашите заеднички пари да бидат распоредувани за нешта кои не се наши приоритети. Не смееме да дозволиме нашите заеднички пари да бидат злоупотребувани од луѓе кои се на позиции на моќ и кои ја злоупотребуваат својата позиција за да обезбедат лична корист за себе или за своите бизнис и коалициски партнери. Буџетот на град Скопје мора да биде партиципативен, мора да бидат во него вклучени граѓаните, мора да биде вклучена стручната јавност и што е најважно, мора да бидат вклучени сите членови на советот, бидејќи тие се избрани од граѓаните. Понатаму, нашите агори се уште еден механизам со кој ние ја вклучуваме јавноста континуирано и од неа ги очекуваме незините решенија, ставови за проблемите со кои се соочува градот и за да можеме заеднички врз основа на научно базирани податоци да дојдеме до оптималните одлуки кои ќе значат поквалитетен живот за сите нас. Скопје, како што кажа Ана, е пред крстопот. Со носењето на генералниот урбанистички план во предстојниот мандат, ние ќе знаеме дали ќе имаме или ќе немаме град. И тоа не смее да се остави во раце на корумпирани политичари, во раце на луѓе кои докажаа досега дека немаат интерес да го штитат јавниот интерес. И затоа мораме во Советот да внесеме што повеќе луѓе кои со својот минат долгогодишен активизам, во најголем дел волонтерски, докажале дека тие се всушност единствените кои се грижат за доброто на овој град, единствените кои се грижат за доброто на скопјани и не може таквите луѓе да останат надвор од институциите. Ние досега бевме институции во сенка и ми вршевме работата на оние кои ги бираа клиентелистички, на оние кои добиваа места во советите и во институциите преку гласови кои беа уценувани и тоа мора да прекине. Ги повикуваме сите слободоумни граѓани, ги повикуваме сите оние кои знаат дека Скопје тоне, да не поддржат на предстојните избори, бидејќи нема друг начин за да излеземе од 30 годишното малтретирање, освен да поддржиме независни луѓе кои размислуваат со сопствена глава, кои не се диригирани и диктирани од центри на моќ, туку кои постапуваат слободоумно и кои работат во наше заедничко добро. Ви благодарам. Дали има прашања?